таквиот пристап ја гуши надежта. Мене ми е многу жал што не се успеа наназад 5-6 години да се донесе законот за висока раководна структура за именување на раководни позиции, директори и така натаму, нели, носители на јавни функции, да бидат избрани на јавен конкурс во зависност од нивните компетенции, заслуги и така натаму. Поделбата на министерствата и ова е класично пазарење, мислам, не води до никаде. Барем да има некакви правила и некаква пропорција во однос на добиените мандати во собранието. За толку мандати се добива едно министерско место, 2 и така натаму. Тие не излегуваат со предлози, ние имаме најдобар експерт во оваа област, дајте ни ја областа поради тоа и тоа. Не. Тие гледаат искуството до сега што ми покажало, сега ќе видиме да не ги, нели, однапред да не кажуваме, меѓутоа искуството до сега кажува дека се борат за влијание. И тоа е најстрашното. Значи се држи влијание каде што има допир на приватниот и државниот сектор, каде што може нешто да се искористи за себе или за друг, односно за лична корист, а на штета на јавниот интерес. И тоа не е добро. Значи, треба да се подчитува мерит системот, бидејќи само професионалците може да извадат оваа држава од кал. Но нивото на корупција во земјава што го мери Transparency International преку индексот за перцепција на корупцијата, варира во рамките на статистичка грешка веќе една деценија, од 43 поени во 2012 година до 42 поени лани. А секој резултат под 50 е исклучително лош и важи за сериозно ниво на корупција. И токму во период кога Ивановска беше на чело на Државната комисија за спречување на корупција, сведочевме на загрижувачки пораки од меѓународната заедница дека има епидемија на корупција во оваа земја. Ја прашавме Ивановска каде потврли борбата и како го оценува сопствениот придонес во неа. Станува збор за институција со превентивна улога, институција која што изфрли огромен број на иницијативи за кривично гонење, некаде околу 60 на иницијативи за одговорност. Исто така, единствено сега последно што излезе обвинителска одлука за ваучерите. Значи, предходно, знаете и сами дека немаш. Замислете да се испочитуваа нашите иницијативи, да им се дадеше должно внимание, ќе се сменеше и климата во државата, инаку секој во својот дел си потфрлаше и во органите за спроведување на законите, тука се, нели, од обвинителство, од полиција и така натаму, да не ги набројувам сите. Значи, секој во својот дел има потфрлено за да се создаде таква перцепција. Тие се тестираат неколку индикатори, неколку фактори, го тестираат фактички мислење дава и приватниот сектор за какви се состојбите и тоа е општата оценка. Знаете, не може една институција да извади цела држава, нели? Но мислам дека ако нема заеднички интереси, заедничка борба, ако луѓето не сватат дека заедничка цел е борбата против корупцијата, дека тоа е товар кој што им тежи на сите, а анкетите покажуваат дека луѓето се свесни за тоа, мислам дека нема друг излез. Само тоа. Значи, секој има можност, секој граѓанин има можност да пружи отпор на корупцијата. Ивановска додава дека Комисијата за спречување корупција направила и национална стратегија што ги опфатила најризичните сектори и фактори што генерираат корупција и акциски план со над 200 конкретни активности за надминување на овој проблем. За жал, 3 години поред правевме извештај за спроведување на активностите, кои што покажа дека во првата година имавме 20% исполнителност на активностите, во втората 10% и во третата 14%. Ово кажува дека институциите, баш токму тие кои што, нели, требаше да ги спроведат активностите, потфрлија поради отсуство на континуитет, промена на министри, промена на политички партнери во коалициите и така натаму, а пред се поради отсуство на стручна администрација. Знаете дека нашиот најгорлив проблем е вработување по партиски притисоци, непотизам, кронизам, клиентелизам. Тоа се многу присутни појави кои што придонесуваат да нема континуитет и стручност во голем дел од секторите во државната управа. И тука, нели, паднавме на испит како држава, се покажа дека силното политичко влијание доминира, многу доминира, се изразува преку различни форми, преку злоупотреба на дискрециони овластувања, преку создавање перцепција дека политичкото влијание е појако и од законите.
и дека само преку политичко влијание може да се решат одредени проблеми во општеството. Ако на тоа се надоврзе и неказнивоста, јасно ви е до кај сме со борбата против корупцијата. Јасно е дека клучен фактор за позначително намалување на корупцијата е да има политичка волја за тоа. Но Ивановска вели дека свеста на граѓаните, која очигледно е висока за овој проблем, може да изврши притисок за подобар резултат. Освен тоа, таа наведува уште неколку клучни начини што може да ја намалат корупцијата. Има надеж, јас пак ја кажам, се е до рацете на граѓаните. Заради тоа што, иако политичката волја е на ова ниво кое што е, граѓаните се тие кои што треба да направат притисок, таа волја да се менува. Секако дека може да се работи за борба против корупција, доколку се намалат оние фактори кои што придонесуваат во борбата против корупцијата. Тука ќе спомнам, заеднички именител на сите е интегритетот. Значи во сите делови, прво и основно е дали оние кои што се носители на власта, но и сите службеници, но и граѓани, на кое ниво е нивниот интегритет. Неказнивост, значи функционирање на правосудниот систем, знаеме оценките веќе дојдоа до дно. Понатамо, недоволна транспарентност, нецелосна дигитализација, се почнати недовршени процеси на дигитализација кои што врзуваат многу пари, а не даваат очекувани резултати. Значи, кога се ова би се надминало, односно би се имало желба, свест и волја кај луѓето да се надмине, тука е борбата. Од досегашното искуство ја прашавме Ивановска каде треба да бидат вперени сите очи на институциите кога е во прашање корупцијата. Одговорот е поразителен. Нема пора во општеството каде што нема корупција. Нема пора. По дефиниција, корупцијата е во власта. Зошто? Затоа што таа располага со државниот имот и носи одлуки како тој да се користи, односно нели да се злоупотребува, односно нели тука постои ризикот од злоупотреба. Тоа е високата корупција. Меѓутоа имате вие на сите нивоа. Имате вие корупција и во ниските ешалони, за класично завршување работа на шалтери, па сега со пасошите што не слушнавме дека постои како корупција, дека едно сликање 1500 денари, пример. Ако сакате побрзо да ве сликаат, ќе си платите 1500 денари. И дури луѓето викаат, каде е, кој е тој, јас сакам да одам да се сликам. Кај го има тоа? Никаде го нема. Сакам да кажам дека нема каде што нема. Е сега, ако правосудниот сектор работи како што треба, односно постои казнивост, веднаш ќе има, нели, ќе има на тој таз ќе има ставено кантарче кое што ќе ги ограничува другите движења во општеството, односно ќе доделува казни, луѓето ќе речат не ми се исплати мене да се мешам у корупција, бидејќи ќе добијам казна ваква. Со неказнивост луѓето сметаат дека корупцијата е исплатлива работа, што значи дека тој сектор е многу важен да функционира онака како што треба. Инаку тука се редат сите сектори кои што се ставени во националната стратегија имаат ризици од висока корупција. Почнете од образование, од овие што и рековме органите за спроведување на законите, МВР, царина, управа за јавни приходи, значи секаде каде што има допир граѓанинот со државните органи, секаде доделување концесии, договори, јавни набавки, вработување. Најголем број предмети у ДКСК дојдоа на тема вработување. Значи ги ставаат луѓето во тешка позиција, во заложничка позиција, де ме ке ти давам работа, ма пази ти сега што ќе правиш? Тоа се партиските вработувања. Тоа се огласите за вработување пред изборите, па ставање во мирување, па потоа се продолжува. Значи безброј има примери каде што има ризици од корупција. Безброј. Нема пора во државата кај што нема корупција. Треба темелно чистење на корупцијата, односно чистење на умот, затоа што корупцијата е состојба на умот.